Странските инвеститори бараат нови мерки за помош на стопанството. Асоциацијата на странски компании со технолошки напредно производство во писмо до премиерот и ресорните министри побара директна финансиска помош за големите извозни компании и да им додели грантови, односно на повратни пари. Велат дека нивните фирми се значајно погодени од кризата. Освен паричната помош, бараат и 6-месечен мораториум за обврските кои ги имаат кон државата, а кои произлегуваат од договорите за државна помош, како и осогласување на царинските стапки. Образложението за оваа мерка не е да ги намали обврските на странските инвеститори кон државата, туку да овозможи во овој период полесно премостување на кризата. Плановите за нови инвестиции, креирање на нови работни места и задржување на истите во овој период ќе бидат сведени на минимум, заради справување со здравствената и економската криза, но истото ќе продолжи после продолжениот рок. Странските инвеститори бараат да продолжат и субвенциите за исплата на плати. Потенцираат дека во други земји, например во Полска, државата покрива 40% од овие трошоци, а во Германија 60%. Предлагаат и поврат на дел од бруто трошоците за плати на вработени кои отсуствувале од работа во периодот од март до мај поради донесените мерки. По примерот на други земји да се примени модел на кофинансирање на дел од трошоците за платите за вработените во големите индустријски извозници, односно неповратни 50% од вкупните бруто трошоци за плати на вработените. Максималниот износ за финансиска поддршка се лимитира на 50.000 денари по вработени. Мерката да трае до септември. Пресметките за субвенционирање да се вршат месечно, а исплатата кон корисниците да се реализира одложено, тоест најдоцна до крајот на 2020 година или до јуни 2021 година согласно буџетските можности. Инвеститорите во зоните сметаат дека мерките треба да продолжат и после месец мај и да важат и за поголемите компании кои вработуваат над 250 лица. Во асоциацијата членуваат фирми кои вработуваат 28.000 луѓе и чии приходи достигнуваат речиси 3 милиарди евра годишно.